civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Институцијата Народен правобранител веќе повеќе од 20 години постои со мандат да ги штити уставните и законски права на сите граѓани, вклучително и на ромите, кои што согласно правната регулатива треба да бидат еднакви пред законите и во начините на остварување на правата. Овде во оваа институција, кај овој орган, водиме статистика за нашите потреби, заради можноста на почитување на правото на самоизјаснување на граѓаните и врз основа на добиените податоци при пополнување на преставките за доставување барање за определена заштита пред народниот правобранител, општа констатација дека од година во година бројот на поплаки поднесени од припадници од ромската заедница се зголемува. Иако не е, лично сметам дека сепак не е одразува на вистинска бројка на повредени права на граѓани од секојдневието кој што се соочува, што значи дека сметам дека институцијата Народен правобранител мора многу повеќе да работи на сопствената промоција, дури и кај ранливите категории кои што особено се соочуваат со повреда на сопствените права. Мене искрено малку се чувствувам нелагодно тогаш кога за човековите права на ромите како да има една оставена традиција да зборуваме секогаш на денот или во пресред на 8 април, светскиот ден на ромите, и сметам дека ова нешто треба сите ние да го промениме, затоа што човековите права на ромите не се одбележуваат само на 8 април. Човековите права на ромите се 365 дена во годината, ден и ноќ, и сите ние треба да се заложиме максимално овие повреди или непочитување на правата да дојдат до израз во секој момент, како пред институцијата Народен правобранител, така и пред другите органи и организации кои што имаат обврска да се грижат за остварување на овие права. Ние немаме посебен омбудсман за ромите, меѓутоа имаме посебна област која што, меѓу другото, ги таргетира и проблемите на ромите во областа на заштита од недискриминација и следење на принципот на соодветна и правична застапеност. Гледано, прикажано преку области, би рекла дека и натаму останува незадоволството на ромите од грижата која што државата им обезбедува како корисници на право, социјална заштита и социјална сигурност, понатаму остварувањето на правата на ромите во областа на здравствената заштита, проблемите што ги имаат во така наречените полициски овластувања при остварување на определени права или при барање на остварување на право на државјанство, добивање на извод од матична книга на родени, кој што кај Народниот правобранител се следат од аспект на така наречени граѓански состојби, а не помалку важни се и останатите повреди, меѓу кои и моделот на недискриминација. Бројот на престапки од роми кај Народниот правобранител најмногу стигнуваат во градот Скопје, но тоа не значи дека и во другите градови е помалку застапено. Повторно ќе речам дека можеби е потребно поголема кампања за да бидеме поблиску до овие граѓани, особено во вакви услови кога поради пандемијата органите на некој начин воведуваат по инаков начин на комуникација со граѓаните, па им се достапни други форми на обраќање, како што се користење на интернетите или користење на телефоните и така натаму, кој што за волја на вистината, особено ако се има во предвид таа голема бројка на роми кои што секојдневно мака-мача да излезат крај со екзистенцијата, да очекуваме дека ќе ги имаат и сите овие можности за да може да контактираат или да пријават повреда на права. Како и да е, институцијата Народен правобранител максимално вложува напори да биде поблиску до нив. Ние во годините наназад, меѓу другите активности, организиравме и конференција токму на согледување за тоа колку е подобрена состојбата на ромите во Република Северна Македонија.
особено во периодот по долго очекуваната и доста критикуваната декада на ромите 2005-2015 година, чишто почеток, особено кај ромите, значеше или беше очекувано како да чека дека нагло ќе бидат променети состојбите во однос на многу права, особено во оние 4 области кои што беа примарни, вработувањето кај ромите, остварувањето на правото на образование, здравствената заштита, домувањето и попатно и останатите кои што се крстуваат со остварувањето на овие права. Конференцијата која што ја одржавме, на која што беа поканети представници од омбудсман институциите и други органи во Македонија, како и во регионот пошироко, каде што беше овој процес насловен Декада на ромите активен, укажа или покажа дека не е задоволителна состојбата и дека треба можеби уште повеќе да се вложат напори, иако во одредени сегменти од остварувањето на правата се забележливи видливи подобрувања, но такви видливи подобрувања очекувано е од граѓаните, па и од нас како институции да очекуваме и во другите области, каде што се надевам дека еве и ова новата стратегија или заедно со акцијските планови, кога ќе бидат анализирани и сублимирани после 2020 година, ќе ги дадат можеби подобрите состојби. Сума сумарум, не е задоволителна состојбата со остварувањето на правата на ромите во многу области, особено тогаш кога, повторно ќе споменам, зборуваме за ромите како ранлива категорија, како маргинализирана група, која што многу често определено однесување не е само повреда на право, туку се разгледува и од аспект на дискриминација. Нешто што е забрането и со национално, и со законодавство, и со меѓународни конвенции, ако што за жал се уште постојат и ние како држава молчешком проминуваме преку тоа, надевајќи или градејќи стратегии и акцијски планови, кои што се надеваме дека ќе ги дадат очекуваните резултати. Пораката за еднаквост, меѓутоа за самопочитување првенствено и за борба против оние кои што не те почитуваат. Искрено, мене воопшто не ми пречи мислењето за инфериорно или помала вредност на ромот од некој кој што не е ром. Можам многу лесно да се изборам со таквото мислење. Ова е моје лично мислење, моја лична перцепција. Иако не е едноставно, меѓутоа упорноста ќе ме држи да му докажам дека оној другиот кој што има мислење дека ромот е, оној што кажавте предска, помалку вреден од некој само затоа што е ром, е грешка. И ние секојдневно во сите овие 30 години независност, а и предходно бевме соочени со таа постојана борба на самодокажување и во образование, самодокажување при вработување, докажување за вредноста, за тоа колку еден ром може да придонесе не за само за својата заедница, туку за тоа колку еден ром може да промени општеството во целина, да го промени мнението на општеството кон ромската заедница. Многу повеќе ме боли мислењето на оној што е твој во ова држава наречена Македонија, за тоа колку вреди. Многу повеќе ме повредува борбата и имитацијата кога зборуваме за политичките моќи на копирање на големите политички партии, па борбата да се смени еден стручен со еден нестручен само затоа што е некој и некаде. Она што преска Џаби рече, ги нема во политичките структури. Ги нема заради тоа што не им се допаѓа начинот на функционирање. Начинот на кој што се креираат политиките за напредок на определена заедница. Јас како представник ромка, лично како ромка, не како представник на институцијата Народен правобранител, многу често знам да ги вртам овие книги кои што се меѓу другото основата за напредок. Ова 2018 година што покажувам во моментот ми беше при рака, е последната 2018 е 12-ти поред извештај на институцијата Народен правобранител за тоа колку ромите се застапени по органите кои што се независни во јавните предпријатија, во локалните самоуправи, во сите установи.
Дали некој ја прочита дали го прочита овој извештај, иако се доставува до собранието? Таму каде што се креираат политиките. Дали некој одржа јавна дебата по повод 8 април за овој извештај како основа понатаму, не мора да биде 100% точен. Меѓутоа овде се прелеани бројките од институциите кои што ги добиваме секојдневно. Знаете кој е поразот? Имаме само неколку на раководни места, дури ми е срам тоа да го кажам, а имаме гро во нераководни места и имаме уште толку дупло воопшто институции каде што нема вработени роми. Тука треба да се избориме. Мојата порака за 8 април ќе биде да им се даде можност на квалитетните и стручните кадри да бидат вработени, за да го променат и мислењето дека не вредат на другите кон ромите, но и самите да придонесат за промена на заедницата, но и промена на општеството во целина. Затоа што правата се тука. Правата се ги имаме во закон, ги имаме во хартија. И доволно ни од хартија, сакаме имплементација. Имплементацијата е проблем. Тоа е проблем кој што со години го апострофирам сега како представник на институцијата Народен правобранител. И кое што за жал во поддршката за промени на овие права кон подобро, за жал не ја гледам во многу ромската заедница. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.